Dobar den, dragi učenici. Dobro dojdovte na čas po makedonski jazik. Ja sam Burbuća Aliju, predavam makedonski jazik v osnovno učilište Istiqbal Tetovo. Ova video nastava je namenето za učenici od 6. odelenje. Što ke naučime danes? Danes nije će naučime kako možeme rečenicata da ja zbogatime so drugi zborovi, pravilno da gi upotrebime pridavkite kako zborovi koji stojat vednaš do imenkite i gi pojasnuvat. Kako gi razlikuvame pridavkite od drugite zborovi po rečenicata. Za ovaj čas vi je potrebno bela hartija i moliv da imate pred sebe. Što se pridavki? Pridavki se zborovi koji gi pojasnuvat imenkite i kažuvat kakov je neko ili nešto to, od što je napraveno i čije je nešto to. Zborovite što nije opišuvat krušata na slikata se žolta, žolta kruša, zelena kruša, sočna kruša, blaga kruša, vkusna kruša. Pridavki opisna lamba. Imame starinska lamba i moderna lamba. Starinska je platnena, drvena, dedova, a moderna lamba je metalna i moja lamba. Jedna je crna lamba, druga je stolna lamba. Zajednički osobini za dvete se crna i stolna. So koji zborovi se opišani lambite? Kakvi se? Starinska, moderna, crna i stolna lamba. Od koji materijal se napraveni? Od platnena, drvena i metalna. Čiji se? Dedova i moja lamba. Opisni pridavki postojat, materijalni i prisvojni pridavki. Opisni pridavki su prašanje to kakov je nešto, kakov je nekoj, kakvo je nešto to. Opisnite pridavki se zborovi koji gi opišuvat imenkite i kažuvat kakov je nekoj ili kakvo je nešto to. Dete, veselo dete, malo dete, zaigrano dete. Od ranec, ubav ranec, nov ranec, sin ranec i golem ranec. Prisvojni pridavki, čije je nešto to. Gocevata družina se dvižeše niz šumata. Maja zaspa vo majčinata pregratka. Uličното svetlo se zapali. Devojčeto čitaše na mesečevata svetlina. Сега вие ученици пред себе имате бела хартија и молив и ке ве замолам да ги напишете следиве примери. Во близина на малото селце се наоѓаше дедовата воденица. Во планинското село живее еден дедо. Вие треба да ги пронајдете присвоените придавки кои се во следните реченици. Имаме уште една вежба од именката во заграда. Образувај присвојна придавка. Училиште задача ја напишав без грешка. Например, училишната задача ја напишав без грешка. Или во градскиот парк има многу луѓе. Најмногу ги сакам. Во заграда имаме баба, колачи. Соба, температура изнесува 22 степени. Вие треба да пишувате како тоа треба да биде по правилен начин. Присвојни придавки. Најтопла е мајчината преградка, се белеат планинските врвови, по градските улици има голема бучава, училишниот двор е широк. Што се присвојни придавки? Придавките кои означуваат чие нештото се викаат присвојни придавки. Колку видови придавки имаме и со граматички категории ке ги определиме сега. Значи имаме описни: весело дете, зелена трева, силен ветер. Односни, материјални, присвојни, бројни, заменски. Од материјални, златен часовник, волнен джемпер. Присвојни, дедино луле, селски живот. Бројни, второ дете, воен успех, трета шанса. Заменски, наш успех, таков ден, никаква прилика. Степенување на придавките од основна форма имаме, основна форма на придавката се вика позитив, значи во следниве примери брз, јак, мирен. Во првиот степен на придавката се вика компаратив, побрз, појак, помирен. Ако имаме брз, треба да биде побрз, јак, појак, мирен, помирен.
И вториот степен на придавката се вика суперлатив, најбрз, најјак, најмирен. Бројни придавки. Колку домашни животни има на сликата? Кој е поред е мачето? Значи мачето е второ, а петлето? Петлето е на третата слика или трето. Кој животинче е прво? Ајде да размислеме малку, кој животинче е прво на првата слика, например? Значи на првата слика ние ја имаме кучето. Зборовите прво, второ и трето се бројни придавки. Бројни придавки се образуваат од броеви 5, пето, пета, пети, 3, трето, трета, трети. Препознавај ги бројните придавки, Маја живее на 6-тиот кат од нашата зграда. Значи 6-тиот кат е бројна придавка. За 10 дена Аце ќе го прослави 10-тиот роден ден. 10-тиот е бројна придавка. Мила отсуствуваше на првиот час. Првиот час, првиот е бројна придавка. Од броевите 8, 16 и 100 образувај бројни придавки. И за крај да запомниме, уште еднаш да повторуваме. Повторувањето е мајка на знаењето и треба да знаеме и да запамтите вие ученици што се придавки. Придавките се зборови со кои се означуваат карактеристики на предметите, суштествата и појавите. Придавките ги појаснуваат именките. Тоа што треба да го знаете вие, треба да знаете дека придавките секогаш ги појаснуваат именките. И за домашна работа, вие ученици треба да пишувате повеќе придавки што ќе одговарат на сликата, на пеперутката. Благодарам на вниманието и ви посакувам успех!